Се наоѓаме во светиот храм Свети апостоли Петар и Павле од Кичево. И оваа недела, почитувани гледачи, во рамки на утринската програма Деница на телевизија Мега, продолжуваме да разговараме со отец Александар Крстановски, а овој пат, оваа недела, тема ќе ни биде втората недела од Великденскиот пост. Отец Крстановски, добро утро и ви благодарам што и оваа недела сте заедно со телевизија Мега. Добро утро и ви благодарам на поканата. Кажавме дека се наоѓаме оваа недела во втора недела на Великденскиот пост, па еве на почеток за нашите православни верници може да поразговараме токму околу значењето на оваа втора недела од Великденскиот пост. Секако, како што во претходните емисии дискутиравме, секој од неделите одбележува или некаков настан или некаков светител. Минатата недела беше недела на православието, кога се обележуваше настанот на победата на иконопочитувањето над иконоборството. Сега, оваа недела, втората недела од Великденскиот пост, е посветена на Свети Григорий Палама. И како што зборувавме, кога неделите се посветени на одреден светител, тие главно ни служат да се запознаеме подетално со житието, животот на светителот и уште поважно, не само историски да го знаеме, туку и да извлечеме некаква поука и некаква насока во текот на Великденскиот пост. Неколку нешта, многу нешта се важни во животот на Свети Григорий Палама, но туку главно е кротоста, смирението и молитвата. Бидејќи Свети Григорий Палама главно се поврзува со исихазмот во православието, но ние тука поопшто би зборувале во врска со значењето на молитвата. Кога зборуваме за оние први две добродетели кои што се поврзуваат со Свети Григорий Палама, кротост и смирението, тука повторно можеме да повлечеме паралела со подготвителните недели на Великденскиот пост или подетално со неделата на Митарот и Фарисејот, кога од евангелскиот расказ, Христов расказ за Митарот и Фарисејот, ние се поучивме на смиреност или поточно се поучивме од смирението на Митарот во овој евангелски расказ или ова евангелска парабола на Господ Исус Христос. На кротост и смирение исто така се учиме од овој голем подвижник на православието, а тоа е Свети Григорий Палама. И третото кое што го нагласувам, иако повторно ќе кажам, има многу што да се дискутира во врска со животот и учењето на Свети Григорий Палама, тоа е молитвата и улогата на молитвата во православното христијанство и улогата на молитвата во животот на православниот христијанин. Што значи молитвата? Од една страна личната молитва, кога ние сами му се обраќаме на Бога, воспоставуваме контакт со Бога, кога се отвораме пред Бога, имаме лична комуникација со Бога и исто така заедничката молитва пред се литургијата сватена како заедничарење, односно заедница на верните со Христос, заедница на верните помеѓу себе или богослужение каде врз кое што почива целата црква сватена како заедница. Па ете, нека ова недела не поттикне, кога зборуваме за еден ваков подвижник кој што секако ја практикувал во голема мера молитвата, нека не поттикне самите ние да поразмислуваме што значи молитвата во животот на христијанинот, во животот на човекот, па и да ја практикуваме понатаму за да ги вкусиме нејзините плодови. Отец Крстановски, може ли еве да ни кажете што ни порачува евангелскиот текст за втората недела од Великденскиот пост? Втората недела од Великденскиот пост, евангелскиот текст кој што се чита на литургијата од втората недела од Великденскиот пост е евангелскиот текст посветен на еден парализиран човек кој што ќе го донесат барајќи излекување, исцеление од страна на Христос, бидејќи Христос покрај тоа што ќе биде прочуен како голем проповедник, меѓу еврејскиот народ ќе биде прочуен и како голем исцелител, како голем лекар кој што за Божја помош ги лекува човечките слабости. И бидејќи Христос постојано го следи голема толпа на народ, луѓето, имајќи голема вера,
ќе го пробијат покривот на куќата каде што ќе биде Христос и така ќе го спуштат парализираните. А Христос, гледајќи ја нивната вера, му дава простување на гревовите и му дава излекување. Тука има многу битни моменти, но тука би издвоил два битни моменти. Прво, верата на луѓето. Оваа недела, значи евангелскиот текст не поттикнува тоа да размислиме што е тоа вера, дали ние навистина веруваме, која е разликата помеѓу верата и знаењето, бидејќи често пати ние чекаме нешто да видиме, нешто да биде предмет на нашиот експеримент, па потоа да поверуваме. Дали тоа е вистинска вера, дали може да се нарече вера во нешто што веќе сме го виделе. Значи, првата тема која што ни ја наметнуваете евангелскиот текст од оваа недела, нека биде верата, а втората, повторно поврзана со претходната недела, зборовите на Христос, ти се простуваат гревовите на парализираниот, кога сите присутни, не сите присутни, меѓутоа дел од нив ќе се побунат, велејќи кој е овој па да може и гревови да простува. И повторно, врска со оној стих од претходната недела кој што го анализиравме, повторно помирувањето помеѓу Бога и човекот, една од главната смисла, главната причина повеќе поради која што Христос дојде на светот, помирување на човекот со Бога, обновување на заедницата на човекот со Бога и на целото создание преку човекот сватен како глава на целото создание. Тоа се оние зборови, ти се простуваат гревовите. Отец Крстановски, ви благодарам и за денешното гостување во утринската програма. Мислам дека на нашите верници кои што го почитуваат Великденскиот пост и тоа како ќе им бидат од корист овие важни информации од христијанството. Се надевам, ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се во овај разговор со отец Крстановски. Продолжуваме да говориме на оваа тема и наредната недела.